бошњаците, ги имаме и хрватите кои исто така имаат селекција на ова светско првенство и навистина се загреани никад за нивната репрезентација. Да, во ова издание разговаравме со нашите пријатели од хрватската заедница во Македонија, односно Леон Пап и Нино Шкрињарич. Па да ги слушнеме сите заеднички. Светското 2026 година за нас е интересно, освен затоа што е најголемото, меѓутоа и затоа што во Македонија имаме доста пријатели кои што секако се радуваат на нашите успеси како Македонија, меѓутоа припаѓаат и на заедници кои што имаат своји репрезентации на ова светско првенство. Во минатата емисија се дружевме со нашите пријатели бошњаци, сега со нас се нашите пријатели хрвати или поконкретно Леон Пап и Нино Шкрињарич. Момци, фала ви што не удостоивте да ни гостувате. Фала за тоа на гостот наш. Гледаме еден момак со дрес од коцкестите од која година? 98 дресов е уште пред да се родам јас сум генерација 2001. Меѓутоа спомените за тоа светско некако останале да живеат некако во мојата фамилија. Кога се гледало тоа светско, чином беше во Франција. Да, 98 да, Франција. Преку брат ми, преку татко ми, некои нивни спомени што ми раскажувале како било, што било. Кога го гледале, нели Давор Шукер, чином и просинечки, мислам, играше тоа славна светско. Генерација. Да, таа славната генерација, бронзана генерација. Тоа што се повтори 2022-та, 2018-та, нели само се крена на едно следно ниво, па сега некако 2026-та дали ќе може да се направи златно, се надеваме дека да, меѓутоа што е да биде, ние сепак ја поддржуваме Хрватска без разлика на се. Како што кажа, 18-та финале, 22-та бронза, што може Нино сега да очекуваме, бидејќи го имаме еден Лука Модрич, веруваме со 40 години ова е можда последниот танц на Модрич. Па не само на Модрич, туку од таа златна генерација се уште се останат и Перишич и Ковачич, значи уште каде што дефинитивно ова е последно веројатно за Модрич секако, за другите ќе видиме светско првенство. Секако се сили да го заокружат ова со еден трофеј. Се надеваме. Нормално се надеваме, меѓутоа ќе биде многу тешко бидејќи има екстремно квалитетни репрезентации. Иако имам впечаток дека ова првенство некако во однос на другите ќе биде многу изедначено, многу балансирани репрезентации, но секако и групата е поволна. За почеток нели да се обезбеди една од првите две места и потоа чекар по чекар. Ако видиме какви се групи има некои групи кои што нели, сега да не бидам малце груп, меѓутоа делуваат како за посилен турнир, некако за светско, некако на Хрватска групата е посилна во однос на многу други. Тука е Англија, тука е Гана, секогаш незгодни африкански репрезентации и можеби ете Панама која што аутсайдер на некој начин. Ќе се гледа веројатно да не му скине непланирано бодови на некого. Па добро, афричките репрезентации се секогаш незгодни, поготово Гана, мислам дека има добра, солидна млада репрезентација, секако дека ќе се борат. Условите мислам дека сега се поповолни за нив, хрватите сигурно тука малце дека ќе се мачат, меѓутоа ќе видиме како ќе биде. Мислам дека последен пат Хрватска играше со афричка репрезентација 2018-та, изигра солидно, мислам дека среќата ќе биде знаењето на наша страна, ќе успееме да победиме, но најважен ќе биде првиот дуел против Англија, бидејќи како ќе се одигра таму, подоцна, мислам дека психиката некако се ќе се некако мислам дека ќе се балансира според тој меч. Доколку се изигра добро, макар и да се загуби, сепак да се добие нека мотивација од тој меч. Панама, што да кажам, мислам дека ќе биде, да не бидам сега груп многу, една класична репрезентација за набивање гол разлика, па таму ќе биде потребно да се изигра што помашки, да се даат што повеќе голови, да се нема не знам, некој жал спрема Панама, туку со 100% одиме, па да се даат што повеќе голови. Ако треба да издвоиме индивидуалци или од оние што нешто повеќе очекуваме покрај нели старата гарда, кого би издвоили од новата генерација? Па добро, дефинитивно големи се очекувањата од Батурина, играч кој што се покажа и оваа година многу солидно светло во Комо, во една млада екипа со подводство нели на Фабрегас, каде што убав фудбал пружи. Дополнително нели големи се очекувањата, ќе видиме колку простор ќе има нова првенство од Вушковиќ од Тотенхем кој што игра како поземен во Хамбург. Секако остатокот од другите играчи имаат поголемо искуство во однос нели на овие што ги издвоив како помлади, но еве за разлика од претходните првенства сега има еден спој на младост и искуство во репрезентацијата каде што
дефинитивно младите играчи ќе мораат многу повеќе одговорност да превземат, да им се помогне на Модрич и останатите кои што се веќе во поодминати години. Како еден заклучок на мовето, еве едно прашање за двајцата. Од сите балкански репрезентации, Хрватска има фудбалски најголем континуитет и тука мислам дека безпредметно е да се води дебата со медалите, со настапите. Меѓутоа, што треба да се случи во иднина кога ќе се повлечат оваа плејада на гиганти фудбалски како Модрич, за Хрватска да го продолжи тој успешен пат и во првенствата европски и светски што доаѓаат? Па мислам дека тука нема нека голема грижа. Хрватска има одлична школа, што репрезентативна, што мислам клубска, најбитно клубска, од Динамо, Хајдук баш и не знам сега како котира на тоа поле, меѓутоа тука навистина не се грижам. Доаѓаат млади, нови лидери, како например Јошко Гвардиол, Станишич, Сучич, нели што го спомена Батурина, имаат еден одличен шпиц во Анте Будимир. Мислам дека навистина Хрватска нема грижа за вакиднина. Може да се надополни. Да, во смисла на младите играчи, исто еден во голема форма во последниве години игра и моментално е во Америка Муса, кој што стварно има добри бројки, претходно мислам дека играше во Бенфика, ако не се лажам. Така што дефинитивно има млади играчи, квалитетни играчи, моделот е веќе тука, веќе нели рецептот подолго време и селекторот е тука, принципот на селекција на играчите веќе има оформен систем по кој што сите тие играчи влегуваат, така што немам дилеми дека нели ќе продолжат со вадење на нови генерации кои што дефинитивно ќе имаат големи мотиви да го подобрат дури резултатот на оваа генерација до сега. Останува никад заеднички сите да се радуваме и да И да очекуваме. ви посакаме Хрватска да се врати што покасно од светското првенство. И после бронза, па зошто не и сребро и злато. А освен на Мундокаст, имате ли Хрватите база каде ги следите надпреварите? Па не, јас во главно дома ги следам сите надпревари кои ми значат, кои ми се важни, некое суеверие. Така останало, се надам така. И не се гледа секоја утакмица со секого. Да, не се гледа, затоа што може да ги види твоите внатрешни некои Демони. страни, некои внатрешни демони кои досега не ги видел, па после тоа да не ти каже здраво. Значи останува сите впечаток, се импресии од сите надпревари воедно и хрватската репрезентација да се следат и на Мундокаст, на fortv.mk, 4news.mk и сите регионални телевизии.